Метла за сегашниот состав на судскиот совет преку законски измени. Ова според министерот за правда е можната терапија за состојбата во највисокиот правосуден орган во државата, кој сам си ја препиша дијагнозата незаконски постапувања со серијата одлуки од разрешувањето на поранешната председателка Весна Дамева па наваму. Нас сите не загрижува, го осудуваме тоа, јас очекувам да бидеме вратени во нормалност не само во таа институција, туку и во другите институции, иако сум во дискусии и со политички партии и со челници на власта, за да ние најдеме решение. Можда едно од решенијата ќе е со законски природни одредби да имаме престанок на мандат на сите на сегашно состав на судски совет. Лога тврди дека иако е политичар нема да навлегува политички во процесот, но за наредните денови најавува средба и со опозицијата во собранието за разговор за оваа законски измена. Од друга страна, председателот на ВМРО ДПМН вели дека овој состав на Советот дополнително го спуштал судскиот систем надолу, но дека секоја одлука за нив мора да биде во согласност со законот. Дека таа институција не ги оправда очекувањата, дека таа институција дополнително го девалвираше судството, тоа е факт и цела македонска јавност тоа го гледаше, како тие кои што треба да се грижат за правдата, практично имаат неправда на самата седница. Така што јас како човек, настрана од политиката, сум длабоко разочаран од однесувањето на тие луѓе таму и се што е во рамките на законот, ВМРО ДПМН апсолутно ќе поддржи, тука да немате дилема. Од Коалицијата за правично судење, решението на Лога го гледаат како голем политички ризик и преседан, а најдобро решение според нив е оставка. Сепак ова иницијатива во себе носи ризик да ја наруши независноста на судската власт, со тоа и да постави сериозен преседан, кој би можел да биде злоупотребен во иднина. Поради тоа е потребно да се размисли сериозно за можните ризици од интервенции на извршната и законодавната власт, па токму затоа е неопходно преостанатите членови на Советот, кои се уште не поднеле оставки, да ја сватат сериозноста на состојбите, кои самите тие ги причинија да ги стават општествените интереси над сопствените лични интереси и да ги заштитат независноста, професионалноста и угледот на судскиот систем преку поднесување на оставки. Од Советот ни одговорија дека Судскиот совет нема да ја коментира изјавата на Лога и негово право како министер е да предлага закони и нивни измени. Од друга страна, Лога и натаму го чека записникот од контроверзната прва седница за разрешување кога со 7 гласа беше сменета Дамева, додека заменикот Адеми во нејзино присуство надвор од процедурите повика на гласање. За жал, записникот што ние го бараме и тоа и медиумски уште ден денеска не е доставен до министерство. А има објаснување? Не, уште не. Министерот е загрижен, но не е изненаден ниту од резултатите на опсе истражувањето меѓу судиите, во кое самите си кажале дека во нивните редови има корупција и притисоци, а Судскиот совет го сметаат за орган во кој немаат доверба.